Какво ни е здравството, подобро нека не служи здравието. И порано било на смртна постела, но овој пат е во терминална фаза. Што се случува во фондот? Каде се парите? Каде се лекарите? А пациентите ни умираат. Со доктор Игор Николов од Комисијата за здравство на ВМРО-ДПМН разговараме за состојбите во здравството. Доктор Николов, добре дојдовте во студиото на Република. Ви благодарам за поканата. Кажете ми прво што представува Фондот за здравствено осигурување во здравствениот систем. Зошто е толку страшно и толку важно ова што се случува сега? Па видите, вака, јас имам кажано во неколку наврати и тоа е реалноста. Здравствениот систем се состои од неколку столбови, тоа се три круцијални. Даватели на услуги, приматели на услуги и некои кои што ги плаќаат тие услуги. Во дадениот случај Фондот за здравствено осигурување е плаќач на услугите спрема осигурениците кои што цел живот, односно кога работат плаќаат здравствено осигурање, оние кои што имаат здравствено осигурање и ги плаќаат услугите према здравствениот систем, односно здравствените работници. Функционирањето на фондот е многу важно, на Фондот за здравствено осигурање, е важно заради тоа што со неговата функционалност ќе можат да се остварат правата на осигурениците, а тоа е правото за здравје. Доколку немаме здравје, доколку имаме здравје, имаме се. Кога немаме здравје, можеме да имаме богатство, но сето тоа не е џабе. И заради тоа е важно практично функционалноста на здравствената каса, која што се грижи да осигурениците добијат навремено и лекови и медицинска услуга. Значи фондот се парите на здравство, на јавното здравство. Токму така. Фондот е практично Фондот за здравствено осигурање, тоа е јавните пари, односно тоа се парите на граѓаните, со кои што се чува здравјето на нашите граѓани. Кога се случи нападот на Фондот за здравствено осигурување, хакерски напад за кој што многу малку знаеме и затоа главно шпекулираме, главниот акцент се стави на личните податоци на здравствените осигуреници. Што значи тоа да протечат лични информации на здравствени осигуреници? Што значи да се појави некаде здравствената состојба, да речеме, на некој заболен од срцеви заболувања, од ХИВ, од карцином, здравствената состојба, здравствената лична карта на некоја жена? Токму така, тука се Јас не би зборувал многу за информатичките проблеми, но би зборувал за проблемите на лекарската, односно медицинската тајна. Доколку лекарската тајна, односно тајната на вашето здравје, биде пробиена, биде откриена, се загрозуваат основните човекови права. Бидејќи последниве 2 недели, можеби и повеќе, бевме сведоци на некаков хакерски напад кој што се случи во фондот, во кој што не знаеме дали се пробиени податоците само за исплатата на трошоците на пациентите кои што се направени спрема здравствениот систем, но и нивните диагнози, односно медицински истории за што се направени тие трошоци, се отвара прашањето дали е загрозена медицинската тајна, односно лекарската тајна на осигурениците на Фондот за здравствено осигурување. Сето тоа отвара многу етички прашања. Етичките прашања вие и сами ги набројавте. Да се дознае медицинската историја на пациент кој што е можеби болен од ХИВ, можеби има хепатит Б. Да се дознае медицинската историја на жени, на мажи, можат да имаат многу големи последици за нивното социјално живење, се отвараат повеќе етички прашања, прашањата за нивното битисување и секако се загрозуваат човековите права. Ние не знаеме дали се загрозени човековите права и дали се превземени овие податоци, но со овој молк кој што траеше во Фондот за здравствено осигурање повеќе од 2 недели и со неодамнешното, скорешното бегло брифинг објаснување прочитано од неколку листови каде што ни објаснуваше директорката дека успеале да го победат хакерот или тој што успеал да го поремети функционирањето на фондот, не ствара доверба дека нешто е заштитено и дека нешто сериозно се има случено.
Врз основа на тоа се поставуваат и други прашања. Замислете да имате и тие прашања за здравствените работници, а веројатно и за пациентите се несватливи. Замислите да имате некаква катастрофа или некаков настан во кој што има многу повредени, многу жртви или потреба од хируршки третман или оперативни третман или медицински третман и главниот хирург или директорот на травматолошкиот центар или директорот на ургентниот центар да ви каже јас имам решение да бидам на одмор. Да, директорката на фондот изјави ќе се вратам за 2 недели, па тогаш во меѓувреме кој сака нека ги решава проблемите. Едниот од директорите на фондот е на одмор. Да, и има решение за одмор и сега ние тоа треба да го сватиме дека парите на граѓаните, услугите кои што фондот треба да ги прати и се друго е безбедно и дека има еден сериозен пристап кон тоа. Не. Јас би рекол дека потребно е да поднесат одговорност, веднаш да поднесат оставки двајцата директори заради тоа што видовме дека имаме едно бегло и несериозно однесување. Доколку некој не можат тие да поднесат оставки, тој што ги донел на таа позиција, потребно е тој да поднесе оставка, заради тоа што очигледно се работи за еден несериозен пристап, очигледно дека имаме една некомпетентност и очигледно дека имаме едно бахато, незаинтересирано однесување према она што се случува. И апсолутно не се согласувам со тоа дека некој станал херој заради тоа што го победил ова што се случило, туку ќе беа херои доколку тие го спрече, односно не дозволеа да има ваков напад кој што ги загрози човековите права на нашите граѓани, ги загрози медицинските досиња и исто така ги загрози функционирањето на целокупниот здравствен систем. Заради тоа, за да имаме сериозен пристап, односно здравствен систем кој што е на стабилни нозе, потребна е одговорност. Како што лекарите и здравствените работници имаат одговорност за својата работа, така треба да имаат и раководителите на фондот за нивната работа. Дојдеме и до здравствените работници. Вчера владата усвои сет за мерки за подобрување на безбедноста на информацијските системи кои треба набрзо да се имплементира. Дури министерката Грковска ја повика директорката на фондот да им одговори на новинарите на прашањата што ги поставува овие 2 недели. Колку време доцнимо со вакви сетови на мерки? Па замислете сега некому здравјето да зависеше од итна медицинска интервенција и ние да чекаме 2 недели некој да поднесе сет на мерки за да таа интервенција се спроведе. Кога стана збор за прашањето за здравјето. Не ли постојат веќе такви мерки за ваков тип на заштита? Токму тоа е прашањето. Дали досега имале некакви мерки и зошто тие мерки досега не биле активирани? Ние сме континуирано бомбардирани последнава година дена дека има некакви сајбер напади, хибридна војна. Зарем мерките требаше да се превземат и безбедноста да се превземе откако се случи белјата. Зарем требаше да се мобилизираме да набавиме лекови од кога имавме жртви заради недостигот на тие лекови. Мора да има сериозен пристап во здравството, јас тоа во моментот не го гледам и мислам дека и поголемиот број на осигуреници не го гледаат и од тука доаѓа оваа реакција и на граѓаните и на здравствените работници. Пациентите кои во моментов се лекуваат болнички до денеска не можеа да се ги подмират трошоците за лекување кога добиваат испис. Ним се дава изјави, не знам дали сте запознати со тоа, да потпишат изјави дека кога ќе се среди системот ќе се вратат да платат. Токму така. Кој ќе им ги покрие на болниците тие трошоци? Дали мајката од Гевгелија ќе плати некој да дојде во Скопје за да си го плати лежењето во болница? Па тоа е прашањето. Кој ќе плати повторното доаѓање на пациентите? Тука тие трошоци дополнителни, дали ќе бидат покриени од фондот или тие дополнителни трошоци повторно превзема дека некој треба да превземе, повлекува дека некој треба да превземе одговорност. Луѓето беа зачудени со овие изјави кои што требаше да се потпишуваат и веројатно тоа дополнително ќе доведе до дополнителни трошоци на фондот за кои што повторно ќе кажам дека треба да има некаква одговорност. Така. Во месецот кога ги запознаваме ретките болести почина пациент со цистична фиброза. По низа префрлање на вината меѓу премиерот, министерот за здравство, министерот за финансии, фондот, се најде некакво половично решение. 8 пациенти ќе добијат лек Трикафта. Што е со останатите пациенти? Дали е на повидок
измената на тие закони, 3 закони кои што треба да се сменат, дали влегуваат во собрание, кога ќе влезат и дали ВМРО-ДПМН ќе гласа за измените за сите пациенти со цистична фиброза да си го добијат лекот? Видете, тука се отвара едно повторно едно големо прашање. За жал, во месецот кога сите здравствени работници настојуваат и пациентите заедно настојуваат да ја зголемат свесноста за овие ретки болести, ни се случи тој немил настан за кој што секако сите сочувствуваме и многу е тешко да, откако ќе се случи немил настан, се превземаат корективни мерки, наместо тие мерки, тие активности да беа превземени пред да се случи овој немил настан. Ние видовме дека пациентот се обидувал подолго време да ја мобилизира јавноста, бил на посета и кај председателот, каде што му било на државата, каде што му било ветено дека ќе се направи максимум за да се обезбедат лековите. Веројатно и таа група на пациенти кои што боледуваат од цистична фиброза ги правела сите тие напори, веројатно и лекарите кои што работат со оваа група на пациенти исто така ги прават напорите за да мобилизираат и свеста јавноста. Но моќта не е ниту во пациентите, ниту во лекарите. Кај лекарите знаете како е, ние седиме во амбуланта, нервозата на пациентите кога ги нема лековите, доаѓа ја изфрлаат на здравствените работници. Тие не ја изфрлаат нервозата, односно манифестираат нервозата кај административните работници или во фондот. Дополнително видовме дека во фондот многу е тешко да се влезе, дури новинар тешко му беше невозможно да влезе, а замислете што станува за некој обичен пациент или пациент кој што има некаква потреба. Веројатно состојбата е прилично тешка и ние секако сочувствуваме со оваа појава. Прашањата кои што се отвараат тука е зошто и како одеднаш се најдоа средства, а 2 години слушавме дека тие средства се многу. Ете така. Втора работа, има комисија за цистична фиброза која што треба да одлучува врз основа на кои правила и кои принципи ќе се третираат одредени пациенти. Треба да се довршат сите испитувања за сите останати пациенти за да и тие добијат лекови, не само овие 8, но круцијално е тоа да биде што побрзо и круцијално е да се каже дека доколку некој сакаше да го реши проблемот и овие 8 пациенти можеа да добијат третман многу побрзо. Не да се зацкриваме за некакви законски измени кои што во моментот се уште ги нема ни на повидот, ги има само во јавноста најавени. Набавката можеше да ја направи, постоја повеќе начини, можеше да ја направи директно владата, да биде побрза постапка. Во моментот се остави да службите на клиниката за педиатрија, повторно значи не владата, туку клиниките, ја тераат, ја спроведуваат процедурата, која што повторно не е веднаш, него слушаме дека ќе биде за 2 до 3 месеци. Доколку 2 до 3 месеци се брзо, тогаш што ќе се случеше без да интервенира владата? Значи, очигледно дека овие пациенти ќе беа оставени на повеќе од 6 до 8 месеци да чекаат за лекови. Практично немилиот настан ја забрза работата. За жал, мораше човек да отиде за да... За жал, немилиот настан ја забрза цела оваа работа и нас мислам дека тоа не смее повеќе да ни се повторува. И за да не ни се повторува тоа, мора сите сегменти на здравствениот систем да преземат одговорност. Ние не можеме да слушаме дека Министерството за здравство му пратило писмо на фондот, од фондот никој не одговорил, или фондот му пратил писмо на Министерството за здравство, па од таму никој не одговорил. Здравјето не е правна процедура. Но за здравјето не можете да кажете јас имам решение за одмор. Ние здравствените работници, ред бирократија, ред понижување. Ние здравствените работници имаме одговорност. Ние не можеме да кажеме јас сум имам решение и мене не ме интересира дека се случила некоја масовна катастрофа со луѓе кои што имаат многу повреди. Така, но тука зборуваме за скапи лекови за кои што мора државата да се подкрене. Токму така, и одеднаш државата наоѓа. Но нашите граѓани не купуваат само не чекаат од државата само лекови за ретки болести, купуваат цитостатици во Србија. Купуваат вигантол за новороденчињата, значи витамин D, нешто што го добиваат децата уште во првиот ден пред излазот од болница. Купуваат антибиотици, купуваат чепчиња диазепам, и тоа нема во Македонија. Хлорамфеникол не се наоѓа маст за очи. Значи тоа се лекови што ги има во секоја домашна аптека, не се тоа лекови не се цитостатици, не се лекови за ретки болести.
зошто нема за инхалации вентолин не може да се најде во големите аптеки, во големите градови. Носат луѓето од аптеките во чашка или во помалите места. За жал се навикнавме. Дали е тоа нормална ситуација и кој води сметка за ова? Зошто ги нема овие основни лекови? За жал се навикнавме на една дисфункционалност и за жал таа ни станува навика. Ние за трансплантираните, моите трансплантирани пациенти не може да најдат декортин од 5 мг. Не може да најдат никаков декортин и веќе 3 до 6 месеци се прашуваме зошто толку ефтин лек мора некој да оди да го купува во соседството. На Србија ни стана Шведска. Да биде изложен на дополнителни трошоци. И никој не одговара на тоа прашање, нити се обидува да најде да спроведе некаква корективна мерка за да тоа се коригира. Потоа имате недостиг на карбамазепин. Има недостиг на цела палета ефтини лекови. Не многу скапи, сакам да кажам. Да, за такви И за тоа повторно се манифестира негрижата. За тоа никој не се замара, не се секира и не презима некакви корективни мерки. За жал, доколку некој се нафатил да води здравствен систем, било да е здравственото осигурување, било да е здравствениот систем, тој мора да биде подготвен да спроведува корективни мерки и да овој систем го коригира во тек, во од. Заради тоа што во здравството една мала малформација прави големи деформации, но тие деформации не се виртуелни. Тие деформации ги плаќаат со живот од пациентите и осигурениците. Здравството представува систем на кој што му треба навистина сериозен пристап, многу различен од ова што ни се случува денес. Ве слушнав во неодамна во едно интервју, рековте дека потребно е да се смени функционирањето на фондот и на Министерството за здравство. На што конкретно мислите? Како ја замислувате вие таа промена? Видете, функционалноста на Министерството за здравство веројатно е вака едно техничко, бирократско прашање. Јас повеќе би се фокусирал на здравствениот систем. На нашиот здравствен систем му треба значително подобрување на инфраструктурата. Ние имаме здравствен систем во кој што има застарена архаична инфраструктура, кој што не може да ги даде потребите. Мислите тука на болниците, така на самите згради. На модерно третирање, инфраструктура, не само згради и апарати и така натаму. Што ни се случува? Примерот е тоа што веќе 20 години се зборува за некаков клинички центар кој што се уште го немаме. Второ, имавме случај да на готов проект на клинички центар, тој се прекине. И Штипскиот и Мајка Тереза. Штипскиот не е прекинат, се уште, иако има некакви најави дека ќе се прекине и тој проект. На готов проект кој што е собственост на Република Македонија, да се финансиран од Европска банка за развој, да се прекини, да се откаже и сето тоа да доведе до една состојба на застарена инфраструктура која што не може да одговори на потребите. Ние денес имаме павилjonски систем во клинички центар Мајка Тереза. Тоа се повеќе згради расфрлани, а не се под еден покрив. Кога би биле под еден покрив, кој што би имало единствено хоризонтално движење и вертикално движење, многу полесно би било остварувањето на здравствените процедури. Покрај овој инфраструктурен проблем, потребно да се посвети вниманието и на персоналниот проблем, односно на кадрите. Така, ќе дојдеме и до таму. Потребни се мерки во кои што ние ќе имаме вистинска кадровска политика, при што луѓето ќе бидат мотивирани да се задржат во јавното здравство. Денеска сме сведоци дека заради дисфункционалноста на овој систем и инфраструктурно, и организационо, и финансиски заради овие хакерски некакви напади во Фондот за здравствено осигурување, се повеќе лекари, се повеќе медицински персонал, се повеќе медицински соработници се прелеваат, односно преминуваат од јавното здравство во приватното здравство или преминуваат во странство. Така, ќе зборуваме за тоа. Односно се оцелуваат во странство за секогаш. Во однос на финансирањето на здравствениот систем, многу е важно да се нагласи дека
ние, односно нашиот фонд за здравствено осигурање, ја нема променето позитивната листа на лекови повеќе од 10 години. Последните 5 години не е направена никаква измена на позитивната листа на лекови и ние сме, односно нашите пациенти се приморани да бидат Да третирани плаќаат приватно со скапи лекови за хронична или да бидат третирани со лекови кои што се застарени, бидејќи сите не можат да ги платат лековите, нив би требало да бидат на трошок на фондот. Но тука е главниот проблем. Со притисокот на позитивната листа за плаќање на поскапи лекови, здравствениот систем дополнително се оптеретува заради тоа што ние одвојуваме одреден процент од буџетот за здравство, но тој процент не е како во западните земји, тој е понизок и нашиот здравствен систем не може да го издржи товарот на прелевање на процедурите во приватно здравство. За позитивната листа? Па тука постои една процедура која што последнава владеачка гарнитура ветуваше дека ќе ја олесни, дека ќе ја подобри и дека ќе биде тоа поедноставено, се со цел да добиеме нова позитивна листа. И повторно можеме да кажеме дека немаме нова позитивна листа, затоа што не се случи ништо последните 5 години. Оваа позитивна листа е оставена од претходно, без никакви нејзини корекции и дополнувања, со оправдување дека има многу бирократија. Значи, слушаме два вида на оправдување. Многу бирократија и дека причината е главна геополитичка војната во Украина. Во Украина, ете така. Кога беше пандемијата, главно оправдание беше дека во цел свет е пандемија, затоа има кај нас проблеми, затоа што пандемијата проблем. Кога беше енергетската криза, во цел свет секогаш има некакви оправдања. Значи од светските кризи ние страдаме. За нашето неработење. И последен типичен пример е овој што не фрапира сите нас здравствени работници, дека раководители и директори имале решение да не бидат тука, или вие имате решение да не бидете дома додека вашата куќа гори. Вие и да сте на одмор, кога ви гори станот, ќе го прекинете одморот. Ја таков размислување имам. Точно.